Добар ден на сите, почитуван потпредседател, почитувани колеги членови на Државната изборна комисија, почитуван генерален секретар, почитувани граѓани и медиуми. Денес, 8 јули 2026 година, отварам 9-та седница на Државната изборна комисија. Пред да ги прочитам точките од предлог дневниот ред, констатирам дека се исполнети условите за работа согласно членот 37 став 2 од деловникот. На денешната седница се присутни сите членови на Државната изборна комисија, значи имаме кворум што ни овозможува легитимно да одлучуваме по точките од дневниот ред. Најпрво одиме со усвојување на дневниот ред. Навремено ги добивте потребните материјали и предлог точките за денешната седница. Со оглед на тоа што истите се претходно разгледани, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, разгледување и усвојување на записник од 8-та седница на Државната изборна комисија. Втора точка, правилник за начинот на вршење и на попис и усогласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичка состојба на Државната изборна комисија. Трета точка, процедура за начинот на вршење на попис и усогласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба во Државната изборна комисија. Четврта точка, одлука за изменување и дополнување на одлука за утврдување на обликот и содржината на печатите и штембилите кои ги користи Државната изборна комисија и нејзините подрачни оделенија и канцеларии со број 08.2628/1 од 16 септември 2019 година. Петта точка, одлука за изменување и дополнување на одлука за утврдување на обликот и содржината на печатите и штембилите кои ги користат општинските изборни комисии и изборната комисија на градот Скопје, број 08.2628/3 од 17.9.2019 година. Шеста точка, одлука за измена и утврдување на обликот на печати од избирачките места во надлежност на општинските изборни комисии Гази Баба, Василево, Зелениково, Карбинци, Конче, Петровец и Чучер Сандево. Седма точка, се извинувам, одлука за измена на печати и штембили кои ги користат општинските изборни комисии. Осма точка, одлука за замена на печати и штембили кои ги користат подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Девета точка, одлука за замена на роковни штембили и испратни печати на подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Десета точка, годишна програма за едукација на други чинители на изборите во изборниот процес 2026 година. И 11 точка, разно. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Доколку нема предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред, истиот го ставам на гласање, волам да гласаме кој е за. Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Преминуваме кон расправа по точките од усвоениот дневен ред. Прва точка, разгледување и усвојување на записникот од 8-та седница на Државната изборна комисија. Отварам расправа. Дали некој бара збор врска со записникот? Ако нема забелешки, истиот го ставам на гласање, волам да гласаме кој е за. Дитмире, дали сте за? Тогаш констатирам дека записникот од 8-та седница е едногласно усвоен. Втора точка, правилник за начинот на вршење на пописи и усогласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба на Државната изборна комисија. Со овој предлог правилник подетално се уредува начинот на кој ДИК ќе го врши пописот на своите основни средства, материјални и нематеријални добра, како и на сите тековни побарувања и обврски. Донесувањето на овој подзаконски акт е наша законска обврска која произлегува од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, како и деловникот за работа на Државната изборна комисија. Основна цел на овој правилник е да овозможи годишниот и периодичниот биланс на ДИК да прикажат реална и објективна слика на состојбата со која располагаме. Со него прецизно се дефинираат предметот и видовите на попис, временските рамки за негово спроведување, начинот на формирање на пописните комисии,
како и постапката за изготвување на финалниот извештај и донесување на одлуки врз основа на утврдената фактичка состојба. Со цел да обезбедиме максимална транспарентност, точност и усогласеност на деловните книги со вистинската состојба, предлагам да го разгледаме и усвоиме овој правилник. Отварам расправа по оваа точка дневниот ред, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлагам да гласаме. Ве молам кој е за. Констатирам дека правилникот за начинот на вршење на пописи и согласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба на Државната изборна комисија едногласно изгласан и усвоен од страна на членовите на Државната изборна комисија. Продолжуваме понатаму со точка 3 на слична тема, процедура за начинот на вршење на пописи и согласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба во ДИК. Дали некој бара збори по оваа точка? Бидејќи никој не бара збор, предлагам да ставиме на гласање. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека едногласно изгласана и усвоена и процедурата за начинот на вршење на пописи и согласување на сметководствена состојба на средства и обврски со фактичката состојба во Државната изборна комисија. Следуваат точките од точка 4 до точка 9 и тука предлагам да ги разгледаме заеднички обединето. Се работи за повеќе одлуки за изменување и дополнување на одлуки за утврдување на облик и содржина на печатите и штембилите кои ги користи Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, изборната комисија на градот Скопје. Исто така замена и утврдување на обликот на печати од избирачките места во надлежност на конкретни општински изборни комисии. Ги спомнавме Гази Баба Василево, Зеленикова, Карбинци, Конче, Петровец и Чучер Сандево. Исто така за општинските изборни комисии, како и подрачните оделенија и канцеларии, и за роковните штембили испратни печати од подрачните оделенија и канцеларии. Ова е една редовна активност во однос на замена на оштетени печати, кои што со текот на користење биле оштетени и ни се пријавени како оштетени од страна на нашите подрачни единици, подрачни оделенија и општински изборни комисии и така натаму. И секако во однос на исполнување на одредени законски обврски, така што се ќе ги разгледаме овие од 4 до 9 согласно член 42 став 2 од деловникот за работа на ДИК можеме да направиме ваква обединета дискусија и заедничко единствено гласање. Дали некој бара збор во однос на овие точки од 4 до 9? Бидејќи никој не бара збор, предлагам од 4 до 9 точките 4, 5, 6, 7, 8 и 9 да ги усвоиме. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека одлуките се едногласно усвоени. Продолжуваме понатаму со точка 10, годишна програма за едукација на чинителите за другите чинители во изборите и надвор од изборниот процес. Ова е за 2026 година. Главна цел на оваа програма е да се зајакне интегритетот, транспарентноста и јавната доверба во изборниот процес преку континуирана едукација и надвор од изборниот период. Активностите се насочени кон клучните чинители, медиумите, граѓанските организации, политичките партии, независните кандидати со цел напредување на нивната улога и квалитетот во известувањето. Посебен фокус се става на специфични групи на гласачи, млади, жени, лица со попреченост и лица во установи за вонсемејна грижа за да се овозможи нивно правилно и непречено учество на изборите. Знаете дека Државната изборна комисија полага многу внимание на едукацијата и затоа ова е еден важен елемент од таа компонента на нашата работа. Дали некој бара збор по оваа точка? Бидејќи никој не бара збор, предлагам истата да ја ставиме на усвојување, да гласаме кој е за. Констатирам дека годишната програма за едукација на други чинители во изборите во изборен процес е едногласно усвоена од страна на Државната изборна комисија. Одиме на последната 11 точка од дневниот ред, точката разно. Дали имаме некој предлог во однос на оваа точка? Не, бидејќи нема во однос на 11-та точка, не ја затвараме никаков предлог за дискусија, со тоа го исцрпуваме дневниот ред за денешната седница и ја заклучувам 9-та седница на Државната изборна комисија. Ви благодарам.